Македонскиот пејач Даниел Кајмаковски бил цел на киднапирање вчера вечер во централниот дел на Белград, во близина на популарниот комплекс Бетон Хала, потврди неговиот пиар тим. Според првичните информации, двајца непознати напаѓачи, за кои се претпоставува дека биле странски државјани, насилно го пресретнале Кајмаковски пред локал во кој настапувал, го врзале и го натерале да влезе во неговото возило под закана со нож. Од него побарале откуп во износ од 20.000 евра. Нападот прераснал во вистинска подера, откако белградската сообраќајна полиција се обидела да ги сопре напаѓачите на автопатот кон Рума. Возилото на напаѓачите удрило во банкината, пошто киднаперите побегнале во непознат правец, оставајќи го Кајмаковски во автомобилот. Пејачот бил пронајден од полицијата, приведен во безбедносна зона и одведен на преглед во болница. Според официјалните извори, тој не е во животна опасност и засега нема потврди за сериозни повреди. Неговото публично представничко лице објави дека Кајмаковски смирезно и храбро се соочил со напаѓачите, но додека во интерес на истрагата нема да дава дополнителни изјави во овој момент. Според семејството, драмата представува голем шок за сите. Во изјава за Хајп Македонија се огласи Васко Спасовски, естраден менаџер и новинар. Тоа што сум поручил од медиуми забављаво. Повеќе детали не би можел да знам. Што да кажам, изненаден сум. Жал ми е тоа што му се случило на Даниел, се надам дека е добро. Аз сум негов пријател, не се гледаме често, али сме имале соработка кога беше туку во Македонија и после тоа стана неколку пати. Жал ми е тоа што му се случи. Не знам што да кажам друго. Се надам дека е добар и дека нема да се повтори некојаш такво нешто, да не го напило појде. Диџеј Боно кој исто така доживеал слична животна ситуација. Јас сум изненаден од ситуацијата, дури малце се исплашив на моменти, бидејќи мене ми се има случајно слична ситуација. Ама сете со Бог напред се средила ситуацијата и брзо бил што се вика спасен од киднаперите. Баш ми е жал што се десило тоа и се надам дека во најбрзо можен период ќе ги најдат господата што го сториле тоа дело. Он се надам дека ќе биде топ и ја тоа што имам мала слична ситуација како него би кажал дека не е лесно да се јавна личност во последно време. И само Бог да не чува, тоа имам да кажам и него и сите нас. Српската пејачка Марија Микич за Хајп Македонија откри: ме пречека таа вест на социјалните мрежи утрово кога се разбудив и навистина не знам за што точно станува збор. Ова е прв пат вакво нешто да се случи во нашиот град и не знам ништо повеќе за самиот настан. Жал ми е што се случило токму нему, затоа што е прекрасен човек, талентиран уметник и добар пријател. Се надевам дека е добро и дека полицијата ќе заврши работата и ќе ги казни виновниците. Познатиот пејач ја стекна популарноста како победник на регионалното музичко шоу X Factor Adria. Ја представуваше Македонија на песна за Евровизија во 2015 година во Виена. Во последните години тој живее и работи во Србија, при што се повлече од активната медиумска сцена за да се посвети на семејството. Белградската полиција продолжува со истрагата и интензивно трага по сторителите, чие што мотивирање се уште се испитува.